Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите млечна торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, ги делиме жолчките од белките. Ги матиме белките со миксер. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Ги додаваме брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тавата за печење со четка ја намрсуваме со масло. Ја набрашнуваме тавата. Во тавата го ставаме тестото за пандишпанот. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме половина литар млеко. Во длабок сад го ставаме брашното. Ги додаваме жолчките, шеќерот и 200 мл млеко. Мешаме со жица за матење. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко во тенџерето на оган ги додаваме размешаните жолчки. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Во друго тенџере на оган ставаме 100 мл млеко да се загрее. Со црпалка со врелото млеко го преливаме пандишпанот во тавата. Продолжуваме со подготовка на филот. Во длабок сад ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Го додаваме изладениот крем. Матиме со миксерот додека филот се соедини. Откако пандишпанот ќе го впие млекото, го сечеме на 3 ленти по широчина. На долниот дел од правоаголна кутија за торта ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Филуваме. Потоа ја ставаме третата лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлак крем и преостанатото млеко. Матиме со миксер додека шлак кремот ја добие потребната цврстина. Со шлак крем ја премачкуваме целата торта. Преостанатиот шлак крем го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлак крем ги украсуваме горната површина и страничниот дел на тортата. Декорираме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути.